Добро вечер. Ова се дел од дилемите во вечерашната анализа на 24 вести, во која мој гостин е директорот на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН и пратеник од оваа партија Илија Димовски. Добре дојдовте во 24 вести. Благодарам на поканата. Спомнав многу работи во неколку дилеми во најавата, од кои дел се однесуваат на оно што конкретно ново го прави вашата партија. Освен новиот бранд, тоа е еден нов приот или многу новини во она што значи работа на Центарот за комуникации. Ги менува ли приоритетите Центарот, станува ли една силна, информативна или, како што би рекле вашите противници, пропагандна машинерија? Видете, ВМРО ДПМН многу пати досега е прва политичка партија која што успева да примени некои стандарди познати во западното демократско општество во Република Македонија. Кога ќе се сетите дека ВМРО ДПМН беше политичка партија која што прва напиша конкретна програма со проекти, со датуми, со обврски. Бевме први кои што почнавме додека сме на власт да одиме на трибини, да ги посетуваме сите села најмалку еднаш годишно во Република Македонија. Се сети дека бевме прва политичка партија која што напишавме отчет за сработеното во мандатот. За нас нема да ви биде чудно воопшто ако кажете дека ВМРО ДПМН прв пат од сите политички партии успева да внесе новитети во оваа комуникација. Ние се наоѓаме практично не на прагот, туку веќе длабоко во една ера на информатичкото општество во кое што граѓаните многу повеќе ги црпат своите информации од така наречените нови медиуми отколку од класичните медиуми. Во тој дух ВМРО ДПМН и одлучи да направи силен прогрес во тој сегмент. За граѓаните да биде полесно препознатливо, ВМРО ДПМН почна повторно да го објавува своето партиско гласило Глас, меѓутоа овој пат како електронски вестник. ВМРО ДПМН направи комплетен редизајн и реорганизација на својата веб страна. Меѓутоа и најинтересно ВМРО ДПМН направи Android и овие iPhone апликации за смартфони. Зошто само тие не занемарувате нашо, имаме BlackBerry, например. Добро, многу мало е учеството на луѓе на пазарот кои што користат BlackBerry бар во Македонија. Во Америка е многу поголем. Што е целта на сето ова? Информација или пропаганда? Бидејќи специфично е дека дизајнот на веб страницата, на интернет страницата, например, е налик на ньюс портал. Тука доминираат информации за она што каде биле министрите, што е нивна работа. Многу помалку има програми, реално влијание на програмите врз секојдневието, како го менуваат, што значи тоа што го работат министрите за граѓаните конкретно. Видете, значи целта на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН е на најдобар можен начин да ја образложи и да ја објасни пред граѓаните работата на партијата. Тоа е преточено и во веб страната и во другите комуникацијски алатки кои што ги користиме. Секако ние сме должни како Центар за комуникации на партијата да ги споделуваме информациите со граѓаните каде и што работат луѓето кои што се назначени од ВМРО ДПМН, назначени државни функции. Се обидов да направам некаква споредба, па најдов некои интернет страници на ваши сестрински партии, например на германската, на конзервативна партија, на британските конзервативци. Концептот е некако сосема поинаков, повеќе се оди кон отчетноста, кон програмите и политиките и нивното влијание на секојдневието, а не само кон оно што ние го нарекуваме, условно, пропаганда, тоест информирање за секојдневни активности за кои на крајот на краиштата министрите се платени да ги работат. Туку има две работи. Прво, концептот по кој што е правен новата веб страна на ВМРО ДПМН е малку повеќе налик на концептот на веб страни кои што ги користат американските политички партии. Значи, искористени се искуства од многу веб страни кои што ги имаат републиканците во Америка, каде што брзината на споделување на информација е многу суштинска и многу битна за процесот на комуникација. Второ, веб страната на ВМРО ДПМН не може да биде веб страна или информативна агенција, поради тоа што во Република Македонија, кога зборам веб страна на ВМРО ДПМН, зборам и
списанието глас, збора ми, овие Android и iPhone апликации, ние никогаш не стремиме да ја превземеме улогата на професионалните медиуми. Наша цел е да ги пробиеме информациите кои што имаат посебно значење или информациите кои што тешко успеваат преку класичните медиуми да достигнат до граѓаните. Веб страната, сурово гледано како таква, ја има таа брзина на дистрибуција на информации. Меѓутоа, од друга страна, партиското гласило Глас, кое што излегува еднаш на 2 недели, е со многу поголем обсек на теми кон кои што се пристапува со длабинска анализа, со податоци, со информации, со споредби и така натаму. Еве, Глас конкретно е само електронски. Самата апликација имаше едно обвинување, ако ја следите, новинарски плагијати за плагијат на дизајнот на првата насловна страница. Меѓутоа е некако, условно да кажам, елитистички прилагоден за овие нови алатки, iPad и друг вид на таблети. Мислите дека сето ваше членство и сите граѓани можат на тој начин да допрат до тие информации? Сметате дека во секој село функционираат оние мобилни портали на Иво Ивановски, па може лесно да се дистрибуира гласот за активностите на партијата? Значи, две-три работи би потенцирал. Прво, не е само достапен преку iPad и други таблети, туку и на секој обичен компјутер може да биде и даунлоудиран како PDF файл и да биде разгледан од било кој што ги познава основните компјутерски вештини. Втора работа. Пред да дојде ВМРО ДПМН на власт, пенетрацијата на интернет во Македонија беше 4%, сега таа е негде близу 70%. Значи 70% од граѓаните на Македонија имаат секојдневен пристап до интернет и ние сме сигурни дека огромен дел од граѓаните имаат можност да го искористат како гласило. Вака кога е како електронско гласило, скоро и да не чини ништо во смисла на негова подготовка, заради тоа што целиот труд кој што го вложуваат луѓето е на волонтерска основа и текстовите ги пишуваат луѓе кои што имаат желба да го направат тоа за да објаснат одредена тема. Кога би било печатено изданието, било многу скапо, би чинело поголем дел на средства и така натака и така натака. А разликата не е преголема во достапноста. Па ќе кажам, ние не стремиме да ги замениме класичните медиуми. Ние сакаме само да отвориме уште еден линк на комуникација каде што попрецизно и појасно... Да имате место кај да си ги објавувате оние соопштенија, реакции на реакциите кои што ги пуштате. Не се објавуваат таму, нити па некој има обврска да ги објавува. Тоа е чувство на политичките партии кога имаат потреба нешто да дообјаснат во било која комуникација. Некогаш тие реакции на реакции повеќе служат да новинарите кои што работат во дневните дескови, како што и вие работите, да имаат осет за која тема зборуваме, да се дообјасниме, заради тоа што некогаш... Да, ама ако ги следиме сите, ни требаат специјални изданија да ги објавиме, и вашите, и на вашите противници. Јас тоа сакам да ви го потенцирам. Некогаш не е суштината во тоа дали ќе се објави реакцијата на реакцијата од штабот на ВМРО на штабот на СДСМ или обрат. Некогаш е добро вие како новинари кои што дневно ја следите нашата работа да го имате осетот за темите за кои што дискутираме. Кога вие ќе го имате осетот и кога вие прецизно ќе ги имате информациите, апсолутно нас ќе ни биде полесно да ги дообјасниме работите кога ќе дојдеме во емисија или кога ќе дојдете на пресконференција да ни поставите прашање. А ако цениме дека има потреба некоја дополнителна информација да споделиме со медиумите и со новинарите, го правиме тоа. А дали медиумите и новинарите ќе го споделат тоа со јавноста, не навлегуваме бидејќи не е наша работа. Од тука е ваша работа да процените дали е тоа релевантно или не. Добро, да преминеме на сет други теми кои што се актуелни. Би почнал од вчерашниот протест на новинарите околу декриминализацијата на клеветата. Во собранието имаше еден опозицијски предлог, вие тогаш некако како да се извлековте со конкретен став, оставајќи со порака да видиме како ќе завршат преговорите. Еве сега знаеме, според вчерашните изјави, дека
преговорите се речиси блокирани. Кој е конкретниот став? Треба ли да има декриминализација според вас? Значи, јас ќе потенцирам дека уште пред да стигне предлогот од опозицијата ќе беа започнати разговори помеѓу новинарските здруженија и владата на Република Македонија. Таму имаше формирано тим на највисоко ниво, предводен од потпредседателот на владата Тиута Арифи, во кој што членува министерот за внатрешни работи, министерот за правда и кој што сегментирано правеа професионален пристап кон сите тематики кои што го опфаќа регулирањето на оваа област. Да, впечатокот и ставот на ЗНМ соопштен вчера е дека сето тоа било глума за да се прикаже диалог пред меѓународната заедница, односно пред Брисел. Резултати нема, веќе 5-6 месеци не се разговара, преговори нема. Не се согласувам со тој став на ЗНМ, апсолутно не е така. Нашата политичка намера е да го изрегулираме прецизно овој сегмент како би овозможиле и полесно функционирање на новинарите и попрофесионално функционирање на медиумите. Тоа како политички став ние како најголема партија во владата го имаме и нема да одстапиме од тоа, меѓутоа апсолутно нема да дозволиме па да бидеме вовлечени во пресметки со новинарите зад кои пресметки всушност стојат пресметки помеѓу партиите. Тоа Зошто мислите дека стојат пресметки меѓу партиите? Па не сум секогаш сигурен дека сите новинари во Република Македонија настапуваат исклучиво од интерес да ја бранат целата. Зборуваме за официјална за асоциација, конкретно во овој момент во тие преговори се ЗНМ, можеби од утре ќе биде вклучен и ново формираното здружение. Значи, мене ако ме прашате колку поголем сегмент од новинарите бидат вклучени во тие разговори, толку подобро. Нема зијан од вклученост на повеќе сегменти. Меѓутоа, јас ќе кажам дека многу е суштински, многу е битно да разбереме дека во Република Македонија декриминализацијата на клеветата е тема за која што генерално повеќето од факторите се согласуваат. Значи, вие сте за декриминализација? Да, она што е сега тема на разговор не е дали треба да има или не треба да има декриминализација. Тема на разговор е да се достигнат бар еден чекор поголеми професионални стандарди во работата на новинарите. Ако најдете еден новинар во Република Македонија или еден политичар или еден обичен граѓанин кој што ќе каже да професионалните стандарди во новинарството се достигнати, дај да разговараме само за декриминализацијата, тогаш апсолутно ќе бидете во право со тезите кои што ги имавте во вашето прашање. Меѓутоа, не е така ситуација. И вие сами сте свесни и издруженијата на новинари во Република Македонија направиле десетици и десетици панел дискусии во Република Македонија на кои што се зборувало за професионализација во сегментот. Тоа е едниот елемент. Да, меѓутоа рекурсот е различен. За вас се чини дека е непрофесионалност во медиумите и дека непрофесионализам има во оние медиуми кои што се критички настроени. Не е така, апсолутно. Апсолутно не е така. Знаете што е разликата? Сега зборам лично како Илија Димовски, не зборувам како представник на политичка партија. Јас апсолутно знам да почитувам и да ценам и објективни новинари и знам да почитувам и да ценам и новинари кои што имаат заземена страна и кои што јасно и гласно си го кажуваат тоа. За мене две работи се неприфатливи. Прво е лицемерие и двојна игра, која што дел од новинарите го прават, а вие сте свесни дека токму таквите ви го рушат целиот концепт на новинарството. И втора работа за мене се неприфатливи новинарски методологии кои што во себе опфаќаат етикетирање, грубо лажење и манипулирање со... Но таквите се навикнати постојано да бидат под капата или во скутот на една или на друга гарнитура, без оглед која. Тоа многу често не се случува. Па вешто ги користите и едните и другите. Тука ќе дојдеме до почетната теза од она што јас ви го кажав на оваа тема, а тоа е дека битката за правата, ако можам да се изразам, на новинарите, нема да ја добиете со партиите, ќе ја добиете меѓу себе. Ќе ја добиете со истакнување на позитивните примери на професионални новинари и истакнување на негативните примери. Значи, под иста капа сите 2, 3, 4, 5 илјади новинари во Република Македонија не се. Ако има 5 луѓе кои што ви го рушат имиджот на 5 илјади, тогаш вие, извинете вака што си дозволувам да коментирам, меѓутоа тие 5 илјади ја носат одговорноста да посочат дека овие 5 ни го рушат имиджот.
Ако погледнете во списите, ќе видите дека во Република Македонија најмалку политичарите ги тужат новинарите, а во јавноста се создава впечаток дека има некаква хајка. Најголем број на тужби за клевета се меѓусебно меѓу новинарите. Некаде се 50-50. Па не се баш 50-50. Многу повеќе новинари тужат новинари отколку политичари и бизнисмени заедно што тужат новинари. Затоа суштинскиот проблем не треба да се сведе на дебата помеѓу партиите или на пресметка помеѓу партиите. Суштинскиот елемент за подобрување на стандардите во новинарството во Република Македонија треба да го добијат новинарите сами по себе. Зашто ако нас како политичари не вовлечете во таа дебата, ние ќе го бараме апсолутно интересот на политичките партии кои што ги застапуваме. Затоа за да постигнете резултат, не сака да го стави, не власт, да ги стави политичка структура, не е во прашање власт. Прашање на успехот кој е повеќе вешти, вие можете да кажете дека СДСМ не не контролира медиуми во Република Македонија. Дали можете да го кажете? Вие контролирате? Не контролира. Од каде тогаш дека контролира другата страна? Прашајте ги, дали вие можете да го потврдите тоа дека не контролира? Јас можам само да посечам дека искуството покажува дека ако одредена владеачка гарнитура, во случајот ова сте вие, сака да ги воспостави стандардите, сака да ги устоличи, сака да покаже дека манипулацијата, искористувањето, ставањето на медиумите под нејзина капа не е интерес, тоа прво треба да го покаже со јавниот сервис. Јавниот сервис кај нас е постојано намета на страшно лоши критики. Во фиоките на директорите стојат неколку елаборати, еден изготвен дури од BBC за трансформација. Таа трансформација на МТВ од државна телевизија или телевизија на партијата која што во одреден момент е на власт, во јавен сервис никако не се случила. Напротив, дури се менуваат и боите на позадината, па ако е СДСМ на власт, имаме плава, која ќе дојде ВМРО се менува во портокалова. Тука се односот е малце повеќе на плава од црвено. Ова е случајен избор и малку е на друга нијанса. Вака, значи, јавниот сервис е апсолутно тема на која што заслужува многу внимание и некако бледо поминува не само во овие години додека ВМРО ДПМН е на власт, туку овие 20 на години. Јас само би ви посочил, би ви кажал дека сте во право, во смисла на тоа дека треба многу побрза реформа и многу побрза акомодација на јавниот сервис, меѓутоа би ви потенцирал дека јавниот сервис до ден денеска враќа долгови направени во периодот додека со тој сервис управува менаџерите од СДС. Тоа е делот од техничката модернизација. Зборуваме за делот од професионална. Не е само техничка модернизација. Вие кога ќе знаете дека имате над 20 на милиони евра долгови оставени од претходното раководство, вие не можете да функционирате како правно лице, а камоли како медиум независен од странични влијанија. Значи, мора да ги враќате долговите. Понатам, беше предпријатие во кое што работеа 1400 луѓе. Со реформи, со спогодбени напуштања од работа, дели по свое видување, меѓутоа и со постојано подмладување на кадрот, Македонската радиотелевизија во овој момент има 70% од тоа што ви го кажав како бројка. Да, но значи, споменавте и се согласивте дека друг е сегментот на јавниот сервис. Се внесува нова опрема, далеку е од стандардите кои што треба да ги има. Меѓутоа, Македонската радиотелевизија почна да зрачи со делимично со дигитален сигнал. Со high definition, HD сигнал. Денеска на Македонската радиотелевизија говориме за техника, не говориме за принципи на работа. Значи денеска на Македонската радиотелевизија ги гледаме сите актуелни и значајни спортски случувања кои што се случуваат во светот. Да, и сегментот на информативната програма е многу значаен. Имате дел од новинари кои што работеа во поранешната А1 телевизија кои што имаат своји емисии на Македонската радиотелевизија. Тоа е поврзано и со финансискиот капацитет. Секако ако приватна телевизија на новинар му нуди поголеми средства од тоа што државниот сервис може да понуди, односно јавниот сервис, секако дека изборот ќе биде во приватен медиум. Јас мислам дека правецот кој што го доби Македонската радиотелевизија во последниот период е сигурно во нагорна линија, да оставиме уште малку време, да видиме дали тој правец ќе издржи или не. Како да веруваме на овие зборови ако имаме ситуација кога Совет за радиодифузија како независно регулаторно тело, например, неколку пати укажува на владата дека со директните преноси на владините седници го злоупотребува собранискиот канал и од страна на власт имаме комплетно игнорирање.
Вака, две интересни работи. Значи, во старт ја отфрламе тезата дека Советот за радиодифузија е партиска испостава, која што често исто така можеме да ја слушнеме. Чим Советот за радиодифузија укажува и апелира јавно Да, но власта игнорира. Па не сум баш сигурен, поради тоа што не станува збор за одлука на влада или одлука на собрание или одлука на македонска радио и телевизија околу емитувањето на владините седници, туку станува збор за дупло регулирање. Ние на Совет на Собраниски канал, каде што јас сум член како пратеник, го раководи господинот Јани Макрадули како подпредседател на Собрание, сме констатирале дека во поглед на функционирањето на Собранискиот канал ние имаме дупла регулација. Една регулација, односно дупли закони. Една регулација имаме во Законот за радиодифузна дејност и сосема различна, значи спротивна на тоа, во Законот за Собрание на Република Македонија. И во овој момент Собранискиот канал функционира де по едната, де по другата регулатива. Значи немаме прецизност до кои сегменти што све може. Значи не е игнорирање, туку користење на дупките во законот. Па не би се изразил така. Не, видете, прво не е штетно граѓаните да имаат можност да добијат информација повеќе за работењето на било кој државен. Не реков за дали е штетно или не е штетно, зборам за принцип на закон и законитост. Ако едно регулаторно тело реко, ова не смее да се повтори, се повтори на 3 пати. Проблемот со Собранискиот канал е во дуплата регулација, не е во кршењето на законите. Прво. Второ, не е штетно граѓаните да имаат информација повеќе за тоа како функционира било кој државен орган. Ако ги прашате пратениците во Собранието, ќе речат дека најголема тежина им е тоа што има камери секојдневно. Меѓутоа, сите други органи во државата функционираат без камери. Вие сте сигурен дека не е добро да знаеме што владата на Република Македонија работи? Принципиелно тие отворени владени седници воопшто не се штетни. Воопшто не се штетни. Напротив, тоа е еден исчекор кој што оваа влада имаше храброст да го направи. 10 сати министрите да рапортираат пред премиерот за спроведување на проектите. Каде има проблем тука? Но тоа проблемот е во еднонасочноста на комуникацијата, бидејќи дури да кажеме дека тие се добри, корисни, отчетни, од друга страна владата нема во својот календар на активности редовна пресконференција после секоја седница. Тоа беше едно од прашањата во диалогот. Но дозволете да потенцирам дека секој ден вие имате најмалку 4 министри кои што имаат пресконференции, на кои што можете да им поставите било какво прашање од сегментот на нивната работа. Најмалку зависи кој дел работат на принципот на тематски пресконференции и одбиваат. Апсолутно, ама тоа не беше така понапред. Апсолутно има пристап. Секое министерство сега за разлика од пред 3-4-5 години има човек задолжен за комуникација со медиуми. Секое министерство има информации кои што ги пласира преку своите веб страни. Доаѓањето на гости во телевизиите од страна на владата на Република Македонија апсолутно на високо ниво. Значи не се согласувате дека еднонасочна комуникација? Не се согласувам дека еднонасочна комуникација. Ако вие имате некреативен и неквалитетна понуда од страна на опозицијата, не смеете да обвинувате владата. Ако опозицијата е постојано критикувана дека нема кадар, нов кадар зборам, и дека нема квалитетни идеи, и они одговараат на тоа со еднонасочни митинзи, кои што се веќе видени како комуникација, а владеачките партии успеваат да направат апликации за iPhone, успеваат да издадат своји партиски весници, успеваат да добро, тоа е формалната појавната страна. Не сме имале можност да ги видиме, да ги соочиме квалитетите. Проблемот нема дебат. Ги знаеме квалитетите. Како не ги знаеме? Затоа ви одбивате дебата однапред, отфрлајќи ги како некомпетентни, несоодветни за дебат. Во последните неколку месеци јас лично сум бил на неколку дебати со колеги од СДСМ, без разлика дали е тоа Игор Ивановски, Гордан Ѓорѓиев, понапред со Бучковски, со Шекеринска, апсолутно немало проблем околу дебата. Проблемот е во тоа што недостатокот на квалитет и на креативност во комуникацијата од страна на опозицијата, вие сакате да го ставите како товар нас и да застанеме на одредено ниво на комуникација кое што било актуелно пред 10 години. Нема да е така. Нас репер не е опозицијата, ние си имаме своји стандарди и своја насока, свој правец кој што се обидуваме да го воведеме како правило. Сега сите ќе пишуваат програми, меѓутоа кога ние први ја напишавме програмата, ни се смееа. Сега сите ќе пишуваат отчети, ни се смееа кога први
напишав отчет. Сега сите ќе оделе по села. Ние кога одевме по села ни викаа дека сме селани, дека сме црковно-конзервативна влада. Сега ги гледаме со скапи кошули од по 100 евра, одат по селски куќи. Убаво е тоа. Добро, може вие немаат добри советници за пиар, како да се облечат, како. На едно место во една своја колумна велите... Морам да ви го кажам, само уште ќе дозволите. Не е во прашање советници за пиар. Во прашање е дали политичарите имаат осет за своите граѓани или немаат. Ако немаат осет за своите граѓани, тогаш ќе прават такви грешки и ќе се фалат дека прв пат у животот јаделе компир манџа кога биле во некое село, како што еден од подпредседателите на СДСМ го направи минатата недела. Немаат осет за граѓаните. Значи, треба да ме научи мене некој како треба да комуницирам со граѓаните во Република Македонија. Не треба. Ако сум дошол во фаза да ме учи некој како да комуницирам со своите гласачи, тогаш јас имам проблем. Нема проблем граѓанинот или медиумите. На едно место во една колумна велите македонската приказна може да успее само ако е инклузивна. Исклучивоста, етикетите, отфрлањата треба да бидат минато. Тоа е предизвикот на новата генерација. Некако, по сега што говорив, тоа ми изгледа како мртви букви на хартија, што би се... Не е така. Сигурно сте ја прочитале целата колумна. Да, се однесуваше токму на сето ова етикетирање, кој што прави, кој како прави, пресконференции одвоени, значи два канала на комуникација, две струи кои никако не сакаат да се обидат, да се судрат на јавна сцена. Ке ми дозволите да ви објаснам контекстот на таа колумна, не беше дневно политички, беше апсолутно со многу поголемо национално значење. Во таа колумна јас ги разработував тематиките на поделеност во македонското национално ткиво. Да, историски па до денес. Визави присутноста на македонци кои што до ден денеска под влијание на грчката патриаршија себе си се препознаваат како македонци и како грци во исто време, визави македонците со исламска религија, визави македонците со католичка религија, визави разните филства и манства кои што се појавувале во Македонија, и во таа смисла, во тој контекст кажувам дека македонската приказна треба да биде инклузивна и да покаже големина, да ги апсорбира во себе сите оние деформации кои што се појавувале во текот на вековите и да ги прифати како такви, да ги признае и да направи еден нов приод кон градењето на едно заедништво кое што го има на сите. Поентата, но не ја препознавам во она што значи секојдневно делување или вокабулар. Апсолутно, ама не ни треба да е така. Значи, не ни треба да е така. Не е штетно, апсолутно ќе дебатирам со кого сакате, не е штетно ако политичките партии секојдневно меѓу себе се докажуваат кој што подобро направил во здравството, во образованието, во економијата. Проблемот настанува кога има етикетирање и кога во недостаток на аргументи вие сте подложни на лепење на етикети. Јас лично сум жртва многу пати во последниве денови, благодарение на митингот на СДСМ во мојот град во Велес. Јас лично, никој со мене не дебатираше за дискусиите кои што ги кажа во врска со приватизација. Јас им кажав, дај да видиме кого е имотот стекнат од приватизација. Им наброја во Велес кои се газди на имотот. После тоа одговорот спрема мене не беше со аргументи, беше со етикетирање. Не, ви вратија со порцеланка, со уште неколку други фабрики кои што наводно биле продадени во ваше време. Ама порцеланка денеска е во собственост на комерцијална банка. Како тоа ВМРО ја правеше приватизацијата за комерцијална банка да ја добие порцеланка? Ние со комерцијална банка нешто имаме поврзаност. Или како лозијата, огромните лозови насади околу Велес, од кои што се прави најубавото вино во Македонија. Бела вода виното не се прави од Тиквешкото виногорие, се прави од Велешкото виногорие. Не е во собственост на ниту еден човек од ВМРО-ДПМНЕ, е во собственост на М6 групацијата, каде што е господинот Свето Јаневски. Сакате да кажете дека ВМРО-ДПМНЕ правеше приватизацијата за да им го даде тоа на Свето Јаневски? Не е точно. Затоа викам, за да ја најдете
да ја најдете одговорот за приватизацијата, видете кај кого е имотот. И така зборувај. Но еве нели имаше предлог за ова, не застарување на кривичните дела. Зошто не го прифатите? Не овозможува ли тоа да се дојде до трагот на пари? Не менува ништо. Ќе ми дозволите во 30 секунди да ви објаснам. Кривично дело е кривично дело само ако во моментот на вршење е регулирано со законот. Со кривичниот законник или со материјалните законици. Ако нема во овој момент предвидено кривично дело, јас ако ја скршам оваа маса, утре, каков закон вие донесете, не смеете да ме гоните. Тоа е едниот елемент. Вториот елемент, ако поминале 5 години за дело за кое што е предвидено над 3 години казна затвор, или ако поминале 10 години за дело за кое што е предвидено над 5 години казна затвор, од моментот на извршување на дејствието, тогаш тоа е апсолутна застареност и нема предвидено кривично гонење во македонската регулатива. Ние денеска каков сакате устав да донесеме. Ова ви е одговор на обвинувањата на СДСМ, зошто не ги фативте ако има криминал? Ова е одговор на манипулацијата маркетиншка која што СДСМ се обиде да ја направи со тој предлог, само за да ја ичисти вината и денеска да ни повторува по 100 пати дека еве ние дадовме предлог. Тоа не беше предлог. Тоа на бруцош на правен факултет да му го дадете ќе го фрли настрана заради тоа што е апсолутна глупост. Еве да бидам конкретен, јасен и прецизен да кажам дека е глупост. Не притиска времето, имаме уште многу теми, еве ја начнавме една од тие што ги планирав за овој разговор, сите овие серија соопштенија за црното транзицијско минато на Бранко Црвенковски. Зошто толку ве преокупира Бранко Црвенковски? Дури да трошите пари, ваши се партиски, но еве, ги трошите на платени огласи, на ТВ реклами. Па видите, ако нешто ги одбележува овие 20 години во Република Македонија, тоа ги одбележува транзицијата и приватизацијата. Ние немаме проблем со Црвенковски како политичар или како личност во оваа смисла вие како што ми поставите прашај. Меѓутоа да ни се нуди во Република Македонија Бранко Црвенковски политичарите од 90-тите години како нова надеж, како нов спас, како нови луѓе, свежи луѓе. Добро, на последниве избори освои солиден број гласови. Сметате дека тие луѓе се во заблуда, па сега со сето ова сакате да ги освестите или алудирате на она голема бројка неопределени, која што е според последните анкети поголема од довербата во двете партии заедно? Секој граѓанин во Република Македонија има право да се гласа за која партија сака и цени. Наша обврска е да ги презентираме работите кои што цениме дека граѓаните мораат да ги знаат пред да ја донесат својата лична одлука. Нема да прифатиме, како што реков, лицемерие и двојни стандарди. Ако политичари кои што учествувале директно во спроведување на најмафијашката приватизација во Република Македонија денеска ни се нудат како економски експерти кои што ќе извадиле од проблеми Република Македонија, тогаш ние сме должни да кажеме луѓе ова не е вистина. Овие луѓе денеска кои што СДСМ ни ги нуди, се истите оние кои што ви ја спроведуваат транзицијата. Тоа е наша работа како политичка партија и тука нема никаква штета, ако сето тоа е базирано врз основа на факти, податоци и јасни информации, кои што се лесно проверливи и за кои што ние ако ги пласираме и се погрешни, ќе си сносиме и лична одговорност. Ние зборуваме за тоа дека господинот XY бил министер за економија во владата на Црвенковски кога тој ја спроведувал приватизацијата. Овој бил министер за финансии, овој го предложил законот за приватизација. Овој бил пратеник во собранието и го гласал Бранко Црвенковски. Овој го гласал законот за приватизација. Сето тоа е проверливо. Имаме контраодговор, господинот XY бил министер за финансии, па министер за трговија, па потпишал ваков договор, па потпишал. Граѓаните се тие кои што на крајот на денот ќе ги мерат кој кажува точни информации, а кој манипулира. Така, наша обврска е да ги презентираме информациите кои што ги имаме. Граѓаните ќе пресудат. Ние сме сигурни во информациите кои што ги Значи, атакот е сепак како на група неопределени кои што се можеби во моментот разочарани од едната и од другата. Тоа е ваша проценка. Јас само ќе ви кажам дека јас лично како Илија Димовски ќе бидам многу посреќен ако на политичката сцена не сме доведени во ситуација да се занимаваме со овие теми за кои што очигледно има забелешки од сите медиумски работници. Јас би бил посреќен ако на другата страна имавме политичари од ново време, ако имавме политичари кои што ќе зборуваа без
петна од минатото, без хипотеки од минатото, кои што ќе зборуваа за иднината. Ние, после реформата која што се случи во ВМРО-ДПМН, наместо да видевме една иста таква реформа во СДСМ, каде што ќе беа внесени уште понови луѓе, ние видовме внесување во СДСМ на луѓето кои што 90-тите години управуваа со Македонија од времето на Црвенковски. Од Софија Тодорова до Таки Фити, до, не знам, Никола Поповски, до Илинка Митрева, до Грчев. И тоа е избор на партијата, ништо ли Ама што да позитивно не оставиле се партија луѓе во толку ли своите нема во кариери? СДСМ млади луѓе кои што може да се занимаваат со дипломатија? Мораме ли со Илинка Митрева се уште да дебатираме? Зошто не, ако тоа е избор на партијата? Ама зошто ми забранувате да дебатирам за проблемите кои што останале од нејзино време? Никој не го Епа забранува. Неколку блиц прашања, бидејќи времето не прегази. повелете. Новиот бран почна, 150 на функционери се сменети, до каде ќе тера? Дали е новиот бран подготовка само за локалните избори, или можеби како што се повеќе се шушка, се подготвува и нешто друго, односно можеби вонредни избори? Многу прашања ми поставивте за да биде блиц одговор. Прво, новиот бран е повторно една од новитетите во Република Македонија. Партија на власт сама да каже дека треба да се подобрува во одредени сегменти. Замислете тоа пред 10 години да го направеше некоја од политичките партии. Беше незамисливо. Не е насочен само кон рейтингот на партијата, бидејќи истото насочен не го е- направија коалицијските партнери. Ако Значи беше- не е во прашање власта како власт, туку партијата. Ако беше рейтингот во прашање, ќе се занимававме можеби некаде и со подруги механизми. Ние се занимаваме со началници на имотно-правни, на катастар, на јавни комунални предпријатија, на школи кои што имаат директна комуникација со граѓаните. И ако ние 5 пати отидеме во еден град и ни викаат, абе началников на имотно-правни работи кои што сте го поставиле тука не прима, не сослушува да ни ги реши проблемите, тогаш што треба да правиме? Ние да им кажеме, не, тој од ВМРО и ќе остане до крај? Нема да остане. Не од ВМРО од кој сака нека е. Зошто Ако тоа не има беше проблем, следено од коалицијските? Тоа е апел кој што ние уште првиот ден го дадовме до сите коалицијски партнери. Од сите имаше прокламација, се надеваме дека ќе си го спроведат она што сами го кажа. Значи, вие сте сведок како медиум дека коалиционите партнери кажаа дека ќе си тераат слична тематика во оваа област. Ние за тоа апелиравме и постојано повторуваме дека е добро да се воведе како стандард не само за оваа власт, туку и за сите следни власти во Република Македонија. Сега е во тек конкурсите, апелираме постојано граѓаните да се пријават, без разлика дали се членови на ВМРО-ДПМН или не се членови на ВМРО. Но ако велите дека некои олабавиле, дека некои се умориле, а при тоа ги наградувате, некои ги наградувате со нови функции. Сега вадите само сегменти. На тие неколку пресови каде што образложувавме, кажавме дека станува новиот бран е всушност сегмент од повеќе активности. Значи има и ротации. Го имате директорот на катастар Љупчо Ѓоргиевски, кој што е како институција една од најпофалените од Европската унија. Катастарот има страшен прогрес. Љупчо Ѓоргиевски беше разрешен од катастар, меѓутоа беше назначен на Агенцијата за патишта, каде што од него се очекува следниот период да направи исто таков прогрес како што направи во катастарот. Значи тука имате подобрување. Ке кулминира ова со реконструкција? Тоа е прашање кое што треба да биде поставено на мандаторот. Не се разговара во партијата? До сега не се разговарало во партијата на таа тема. Последно прашање. На владењето на законот му се неопходни култура на законитост и на почитување на законите, доверба во правниот поредок и лојалност кон државата. ВМРО-ДПМН е партијата што ќе ја поттикнува културата на законитост во Македонија. Познат ви овој текст? Ми звучи логичен. Текстот е од доктрината на ВМРО-ДПМН. Стоите на него? Да. А зошто тогаш ВМРО-ДПМН не го објави финансискиот извештај на својата интернет страница, како што тоа го налага законот? Ако ви докажам дека е објавен, дали ќе како медиум ќе се извините за Јас лично ќе ви се извинам, бидејќи се обидував, пред почетокот на емисијава да го најдам, не успеав. Ако сакате, ако имате капацитет како телевизија, во овој момент на веб страната јас ќе ви го покажам финансискиот извештај. Во овој момент не можеме, бидејќи времето веднаш што ќе заврши. Меѓутоа, добро, можеби е, бидејќи еве, например, линкот кон преродбата, многу линкови се уште не работат, така да може би... Апсолутно ви гарантирам. Беше на време, не се точни информациите дека за доцнивте? Не се точни информации.
Добро. Ви благодарам што Ви бевте благодарам. гостин. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Многу теми остана, но времето е толку. Почитувани, јас сум Боби Христов. Ова беше анализа на 24 вести. Останете на истата фреквенција и утре во истото време.